Семејното насилство и се полесното потегнување по оружјето, за што сме сведоци во Република Македонија во последно време, е поводот за кој во студиото на Република Телевизија ја повикавме професорката Татјана Стојановска Иванова, експерт кога станува збор за насилството, превенцијата, семејното насилство. Добар ден и добре дојдовте во Република Телевизија. Добар ден. Иако темата не е многу убава, сепак е нешто што е дел од нашето секојдневие, за жал, за кој што треба отворено да се поразговара. И отворено. Се почесто сме сведоци, како што реков и во најавата, на убиства во семејството. Убиства кои што случајот така покажува дека се учесници луѓе кои што професионално се задолжени со оружје. Па тоа наметнува низа од прашањата, да почнеме од почеток. Што е причината за толку лесното потегнување по оружјето? Па ние можеме да кажеме дека е една причина, нели, кога истражувањето што ги правиме во континуитет покажуваат дека има неколку фактори кои што ние ги сметаме дека се значајни за социолошка анализа. Прво, самиот општествен контекст и општествена ситуација, во смисла неможноста да во однос на вредносниот дискурс кој што во моментот, да речеме, кај нас таа ерозија на вредностите, ерозија на моралот, има во голема мера влијание да едноставно луѓето кои што се членови на семејството не секогаш го прифатат што е добро, позитивно, правилно, не може да направат одредено разграничување. Она што е така битно и кое што е поврзано, бидејќи вие, како што на почетокот кажавте, напоминавте во рамките на семејствата, тоа се слабењето на семејните вредности. Ние колку и да сакаме да удиме кон современо општество, совремието наметнува и нешто што значи слабење на семејните вредности. Од тука секоја кампања и секоја она кој што подразбира јакнење на семејството, со сите оние аспекти, јакнење на семејните вредности, јакнење на членовите на семејството е за поздравување. Она што треба и воедневно да се прави е дефинитивно дека треба да се работи на принципот на развивање на семејството или враќање на семејството на пиедесталот на оние најзначајни фактори кои што се непобитно посебно значајни. Од друга страна, јас се наоѓам во масовен медиум и тука малку да не звучи прегрубо, меѓутоа мислам дека и масовните медиуми си го имаат своето влијание. Накратко ќе ги споменам американските социолози кои што сметаат дека токму масовните медиуми денес во 21 век се многу помоќен фактор на социализација отколку групите на врсници. Значи, ако во континуитет вие покажувате насилство, покажувате агресија, покажувате начинот на кој што некој извршил убиство, во период на адолесценција, поготово адолесцентите, можат имаат желба и сакаат и постои кај нив тој процес на љубопитство да и тие да го направат тоа. Значи, знаете... Да, меѓутоа, бевме сведоци на семејни насилства со смртни последици. Едниот во Злетово, другиот беше претходно во Кавадарци. Така, љубомората беше во прашање и во едниот и во вториот случај, нерасчистени љубовни семејни односи каде што имаше и поширок круг на жртви во тој, би рекол, внатрешен конфликт во семејството. Колку пак ваквите вести придонесуваат за зголемување на бројот и воопшто колку се зголемува бројот на семејственото насилство, расте ли бројот на семејното насилство во Македонија? Во Македонија имате еден, како да кажам, благ пораст на семејното насилство, затоа велам има она што е посебно значено за социолошка анализа, немате енормен пораст на семејното насилство, да речеме пред 20 години. Зашто велам благ пораст? Затоа што постоело семејно насилство пред 20 години. Меѓутоа, имате разлика во однос на перцепцијата за насилство, во смисла на тој традиционално семејство, каде што дел од тие насилни, агресивни акти кои што тогаш се практицирале биле сватени како нормални. Да речеме пред 30 на 40 на години биле воспитувани и женските деца така да не смеат да се спротивстават на сопругот, а не смеат да му противречат, значи неговиот збор да биде последен, и дури биле некои воспитувани поготово во тие рурални средини дека и да те удри, тој ти е сопруг и тоа треба да го трпиш. Како нешто нормално, да. Значи тоа го направил за твое добро. Затоа имаме денеска е поинаква перцепцијата, прво еманципацијата на жената, второ современите вредности кои што се дел од и од нашето општество, и едноставно веќе имаме поинаква перцепција за тоа дури и за вербално насилство, затоа што имате вие пријави за вербално насилство. Како се пресметува според бројот на пријавени случаи, според регистрираните така, на иако имаме нека така, ако овие невладини организации кои што занимаваат посебно со проблемот на насилството, дури излегува со една малку, како да кажам, бројка која што нас на некој начин не фрапира, меѓутоа
во тој контекст дека секоја трета жена е предмет на насилство, со тоа што тука влегуваат не само физичкото, значи и на вербално или психолошко насилство. Иако е тој податок релевантен, тогаш навистина треба да се запрашаме. А од друга страна имаме случаи кои што ни кажат, кои што се дел од нашето секојдневие, како што беа двете убиства, и тука се наметнува еден друг проблем. Тука се наметнува проблемот на соочувањето со постконфликтите, да речам, поготово кај тие особи, бидејќи во двата случаи стануваше збор за личности кои што биле дел од некој конфликт, без дали некој бил во конфликтот 2001 учесник или некој во Афганистан, меѓутоа оно што е битно и што мислам дека тука треба институциите на системот посебно да посветат внимание во иднина, нели, да се донесе покрај онаа законска регулатива која што колегите кривичари, да речам, во однос на од правниот факултет треба посебно да се фокусираат на одговорноста и казните, санкциите кои што ќе следат не само и за обид за убиство, и за малтретирање во однос посебно на насилството, меѓутоа треба да се фокусираме и кон процесот на ресоциализација на личности кои што не можат да се соочат соодветно со, ние така ги нарекуваме, општествените трауми. Значи, не се во состојба да се соочат со тие трауми кои што, нели, стресовите кои што ги имале за време на да речам воените действија или конфликти во кои што учествувале, и не можат сега апропо сосема поинаква една ситуација тие да се соочат со да се вратат без никаков проблем во нормалните животни текови, бидејќи да бидеме реални, начинот на функционирање, начинот на живење, начинот на организација, целокупната доминација на една личност, да речеме, која што дава наредби и така натаму, под постојано адреналински шокови кои што ги доживувате за време на такви конфликтни ситуации, а се сосема различни од она што вие треба да го имате во секојдневието. Значи, различно комуникација со претпоставени, различна комуникација во семејството. Неможноста да се вратат. Јас ќе споменам само еден пример на луѓето кои што после конфликтот во Виетнам, значи, самите луѓе кои што биле водечки во американското општество прават цела низа на активности кои што ќе придонесат за нормално враќање на тие личности во советното општество, за да бидат не само за себе корисни, и туку и за корисни за општеството. Затоа велам, многу е битно кон тоа да се посвети внимание, и друго, малку подобра соработка помеѓу самите институции, помеѓу себе, бидејќи за мене, извинете, ама не е логично да едно лице кое што има 3 пријави за физичко насилство и неговата работна организација работи на многу специфично и суптилно место, работи со оружје, да не знаат неговите претпоставени дека тоа лице има веќе 3 пријави за физичко насилство. Ние не измислуваме топла вода. Треба само да ги превземеме европските и светските практики и да ги прилагодиме на нашето културно подрачје. Денеска беше најавено дека ќе се направат реформи во таа сфера, односно ќе има зафати за да се намали насилството, односно се оно што се однесува на професионалните стандарди и луѓето кои што се задолжени со оружје и се дел од безбедносниот систем, дека ќе се преземат некои мерки за да се намали насилството. Очекувате ли ова да биде дел од тоа? Тоа е за поздравување, она што сметам дека исто така треба да направат, да вклучат и дел од научната интелектуална елита која се занимава со тој проблем, и сметам дека со една сеопфатност, значи компилација ќе се направи знаењата и искуството што ги имаат научната елита која се занимава со тој проблем, со институциите кои што се занимаваат и се надлежни за тоа, дека би можело да вроди со плод. И јас тука, ајде ќе речам оптимистички малце ќе делувам, мислам дека треба да се направи такво нешто, за да можеме ние да се превенира и да се сузбие насилството. Ова се однесува на оние структури кои што, нели, се професионалци во однос на, нели, безбедноста и оружјето, меѓутоа насилството се чини дека се зголемува и во оној друг дел кај, би рекол, младите. Имавме случај неодамна во Ново Лисич, имавме случај во аеродром каде што се потегнува по ладното оружје. Денеска има случај помеѓу средношколци во трговскиот центар во Лептокарија во Скопје. Знаете како? На почеток фативте дека тоа е еден модел кој што некој би сакал да го преземе. Колку фактички имаме ние насилство, да речеме 2011 година, имате најголем процент на насилство во училиштата.
А таа година знаеме дека и заврши трагично за еден ученик кој што го загуби животот, нели? Меѓутоа, некако не се најде соодветен механизам да се превенира, односно не се најде соодветните, ајде така да искажам, соодветно да се вклопат сите тие поединци и институции, да се направи еден вид на национална стратегија. Јас тоа често го говорам дека треба да се направи национална стратегија за спречување на насилство и агресија. Дури знаете како да речеме во 2002 година во 8 држави од Европа, меѓу кои што и Обединетото кралство, нели, Велика Британија, имало пред тоа голем процент на насилство во училиштата. Значи, тие прават една лонгитудинална студија и потоа вклучуваат експерти кои што и луѓе од праксата од училиштето и потоа прават на ниво на законски регулативи и прават цели на некој начин не само училишта, туку и не само закони воведуваат, туку еден вид на целокупни образовни курикулуми со кои што имаат за цел превенирање на насилството. Значи тоа влегува како дел од она задолжително што треба да се прави. Па имате аларм бразлетли, па ресоциализација на насилници, па препознавање, па разрешување на конфликти по мирен пат и така натаму и така натаму. Значи, една цела лепеза на практики кои што ќе се имплементират, на тој начин го решиле многу повеќе насилството. Кај нас, велам, имаме адхок решенија кои што се нудат. Јас не велам, се направи и обид, да бидеме сега реални, се направи и обид, значи на ниво на министерствата, да се разреши, меѓутоа не профункционира тоа доволно. Затоа велам, треба уште нови механизми и методи да се направат за да можеме ние да зборуваме за вистинска превенција во однос на насилство. Дали може веќе се зголеми кругот кон семејството, кон родителите, па имате, знаете, како родителски совети. Сега имаше да новиве нешто практика во смисла на поминување на слободно време на родителите, тоа малку најде, знаете, на шега. Погрешно беше, јас мислам дека и сватено, затоа што сакали неки, ние мора да признаеме дека се потикнуваат семејствата. Значи, каков модел идентификација ќе му дадеш на своето дете, тоа е многу значајно. Понатаму се веќе образованите институции, местата каде што поминуваат слободното време. Интересно е кога ги листавме, да речеме, информациите за насилството и како тие се појавуваат, некако има групирање во определени периоди во годината, определени периоди, дали се надоврзува едното на другото, меѓутоа има ли времето влијание врз сето тоа? Зборам некако временска непогода, така, календарски. Период календарски. Па знаете како, уште еден непознатите социолози Емил Диркем во Франција, кога ги поручува самоубиствата, дал одредени, во неговите резултати од истражувањето покажале дека во одредени временски периоди, посебно во време на есен и пролет, имате зголемен процент на самоубиство, потоа во однос на денови. Иако кај нас се смета дека понеделник е најчесто ден, не е баш така. Голем број процент на самоубиство имате во сабота. Значи, поготово од оние луѓе кои што живеат сами, ги чувствуваат тој товар, дека се осамени. А во однос на насилството имаме периоди, знаете како, една позната флоскула дека насилството раѓа насилство, во смисла, кога ќе тргне таа лавина и тогаш не можете да ја сопрете. Тоа што се случува? Ако приметите, да речеме, имате или на почетокот на учебната година или на почетокот на второто полугодие. Значи, кога почна, да речеме 2011 година, почна од почетокот на февруар до средината на април беше ескалација на насилното однесување. А сега исто така како период, може да го кажеме, значи кога меѓутоа нема некое општо познато правило тој месец или не знам таа недела, но самото на што ви го спомнав дека кога еден насилен акт се случува, тогаш на некој начин го стимулирате, кога покажувате вие постојано како модел и кога отварате информативна емисија со таква со бомбастична вест дека ете се случило повторно насилство, меѓуетничка тензија, меѓурелигиски конфликт, дека помеѓу младите. На тој начин потикнувате и други, затоа велам во Америка тоа е познато дека на некој начин вие им го давате не само моделот, дури се кажува со што, па се покажува насилникот. Од друга страна, немате потенцирање на масовните медиуми претходните насилници со која санкција се соочиле, што е многу битно. Мислам дека ако вие постојано така се потенцира дека соодветните тие насилници кои што претходно извршиле некој насилен или агресивен акт,
И тој има толку казна, значи кривично одговара. И упорно се кажува, и без право на помилување. Тогаш верувате дека еден од механизмите за превенирање токму на насилството, како што да речеме насилството на спортските терени. Вие земете го Обединетото кралство. Значи, во која мера тие навивачи сега немате насилство, немате присуство на полиција? Зошто? А кај нас што ни се случува? Последното антреправа видовме. Тоа се класични насилни акти. Затоа што таму имате законски. Веднаш на само лице место имате кривичар кој што тоа ги во судува. Нема одење по судови. Поготово во едно општество, велам во транзиција кој што ние сме се уште, секој некој го познава. 2 милиона народ сме. Значи, ќе најдете некој за да го замолите, па дали по политичка основа, дали по пријателска. Нема. Насилството не познава пријателство, не познава политичка обојност и така натаму. Не познава ниту родови. Се гледа дека некако според информациите се добива впечаток дека машките се тие кои што имаат така еден поголемо изразено и полесно посегаат кон насилството. Меѓутоа, што кажуваат податоците? Па имаме разлика во однос на тоа, кога спомнавме, например, убиствата и самоубиствата, една специфика која што е интересна да се спомене, дека да речеме кога станува збор за љубовна врска и кога мажот решава да си го одзема животот, прво врши убиство врз саканата. И тука е тој резултат од оние писма, да речем, на самоубици, дека кои што се анализираат, дека можеби егоистичкиот импулс е тука предничи. Значи јас не можам да живеам без неа, нема да го живеам животот, меѓутоа нема да дозволам не за да биде среќна. Додека во најголем процент кај жените кои што се решаваат на самоубиство, не дека постои страв кај нив, меѓутоа никогаш не посегаат по животот на саканиот. Во однос на семејното насилство, во однос на семејното насилство интересно е што обично за физичко насилство се повеќе поголем процент е жените се жртви на физичко насилство, меѓутоа интересно е што кај психичкото насилство имат исто така жртви од страна на мажите. Што се влегува во психичко насилство? Во психичко насилство, знаете што е интересно, или во вербално насилство, влегува и она постојано говорење, постојано префрлање. Имаше неколку случаи кои што беа вака интересни за анализа. Вели, толку постојано мене ме заморува со незината перфекциозност и со таа перфекција дека се треба да биде постојано зашто си го ставил ова таму, тоа направи го. Од толку до толку не си бил присутен или си бил присутен. Знаете, вели, толку ја сакам, меѓутоа не можам да ја трпам и затоа ја пријавив. А не сакам да ја удрам или немам едноставно љубовта, не ми дозволува ниту да ја вратам. Тоа вика ова е веќе неиздржливо. Тоа вербално насилство или психичко, поготово кај мажот кога жената врши така психичко насилство, она постојано потенцирање дека во однос на неговата машкост или во однос на неговата неспособност. И тука е тоа кога ги допре, знаете, не сте способни за тоа, за заработка, па и во однос на сексуалниот дискурс, ако нешто постојано ти се потенцира, и тогаш се смета исто така тоа за вербално и психичко насилство. Така, и сега, ако дадеме една препорака кон како да се надминат сите овие состојби, за тоа постојат институции, за тоа постојат и помош која се нуди, и организирани, неорганизирани, и психијатри, и педагози, и психолози. Колку сето тоа може на вистина да... Може, ако се направи како што треба да се направи. Затоа велам, чисто пати, дајте луѓе, искористете на нас. Оние кои што се занимаваме со... Јас не го сакам зборот експерт, меѓутоа еве научник кој што се занимава со таа проблематика. Нека не искористи, луѓето што се јавуваат, да речеме, на тие SOS телефони, дали претходно консултирале, да речеме, некој од овие струки? За помош? Како мислите дали консултирале? Да речеме, за семејна помош, дали психолози, педагози? Делот нив немаат можност, затоа што станува збор некој, да речеме, и финансиски не се во можност. Меѓутоа, некогаш не треба финанси, значи доволно е да дојдат кај дел од нас, од таа интелектуална елита која што се работи во високообразовните институции да побараат помош, меѓутоа уште е присутен тој синдром на страм кај некој од тие кои што се јавуваат на SOS телефоните во смисла на лична идентификација. И многу е полесно преку телефон да се побара помош. Јас чисто велам дека не за џабе, не случајно се едуцираат кадри како што се психолози, педагози, социолози, социјални работници, дефектолози. Ние токму едуцираме такви кадри за еден од начините токму помош и превенција во
вакви обштествени негативни феномени. Мислам дека ниту е срам, поготово кога се работи во училиштата, станува збор за училиштата, значи има стручни соработници кои што и како добро си ја знаат својата работа и кои што не треба да бидат консултирани само кога не треба да се искара некој. Во континуитет треба да ги следат, затоа што, знаете како велат, јас велам, насилник не се раѓа, насилник се станува. Така. Ви благодарам за учеството во Благодарам и вам. ТВ Република. Се надевам дека за побави работи ќе ве викаме тука. И јас се надевам. Тоа беше еден кус осврт од експертски, стручен аспект од професорката Татјана Стојановска Ивановска. Се гледаме повторно.